Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во петочното отворено студио 1 и како и секој петок се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Да кажам добар ден и од мене пред се. Така е. Чаловски во продолжение на стартот на ово отворено студио ќе ве информира за сите оние богати содржини кои што ќе може да ги проследите секако во нашето маратонско отворено студио 1. Чало повеќе. А за тоа одиме со ред, секако како секој почеток на ова студио 1 ги соопштуваме сите оние работи кои што ќе ги проследите во текот на денот. Студиото е отворено од 14 до 23 часот. За почеток ги издвојуваме оние разговори кои што сте ги пропуштиле можеби во текот на вчерашниот ден, а кои што биле во вечерните часови, каде што домаќин на денот беше Анета Кочишки, но ќе проследиме и делче од разговорите на Александар Чомовски. Секако во текот на денот ќе ги проследите информативните изданија, односно вестите во рамките на ова отворено маратонско студио. За потоа околу 15:20 часот јас и Јана да разговараме со еден од представниците на партијата на пензионери, кој што ќе зборува за оној нов закон за пазарите, односно луѓето, пензионерите кои што не можат да продаваат на пазарите, закон кој што треба да стартува од јануари 2019 година, а кој најде на еден куп реакции, повеќето негативни би можеле да речеме, отколку позитивни. Околу 16:45 часот разговараме со Дејан Андоновиќ за оно што е фокус во светот, а околу 17 наш гостин во студиото е Драган Атанасов од Сојузот на младински работници, со кого ќе разговараме за проблемите на младите во Македонија. Возење со Вучич, секако забавниот дел околу 17:30 часот, потоа ексклузивците и Сергеј со модната полиција, за потоа денот да го преземе нашата колешка Јадранка Костова, која што ќе обработи тема за тоа каква антикорупцијска и треба на Македонија и дали воопшто и треба, со оглед на тоа што речиси една година антикорупцијска е нефункционална во оваа држава. Секако овде авторската емисија Спорт 1 со колегата Слагјан Ивковиќ и некаде околу 22 часот тема која што Јадранка Костова ќе обработува со нејзините гости е помирување на војните ветерани од 2001 година. Накратко така би се одвивал овој ден, а јас и Јана додиме со ред. Така е. Како што најави и Чаловски, оние почетни хајлајци, односно извадоци од вчерашните разговори, ќе го започнеме со исечок, односно кратка изјава на тема ставовите на младите и на црквата во однос на она изјава од владиката Петар, која што ја коментиравме и пред 2 дена, ама бога ми се уште е актуелна. Имаше вчера интересен разговор во ова студио со представникот на младите Блажен Малевски, секако разговараше колешката Анета Кочишки и отец Ивица како представник на црквата. Во голема мера може да се заклучи дека беа испротивставени ставовите, па во следната изјава, односно исечокот, ќе слушнеме дел од овој разговор. Митрополитот Петор, кога ја произнесе својата изјава, тој ја посочи, ја насочи конкретна целна група на оние млади луѓе во Република Македонија кои се декларираат како православни христијани, кои сака да го живеат тој живот, да го вреднуваат и да го организираат својот живот во рамките на тој вредносен систем. И тој вредносен систем е таков како што го кажа митрополитот Петар. Ништо противно со верата. Ја доживеа ли така ти Блажен изјавата? Па искрено за мене е малце загрижувачки. Живееме ние во држава каде што не сите можат да пристапат во брак. Мислам тоа на црквата веројатно нема да и се допаѓа, но живееме во држава каде што исто половите бракови не се дозволени. Дали тоа значи дека тие лица треба да бидат или се на страната, дури да се православни христијани, не треба да бидат во брак. Така што мислам дека треба да разграничиме помеѓу црковното верување или верувањето во верата и она што го имаме како фактичка состојба во нашата држава. Последен пат кога проверив, уставните измени не се однесуваат на секуларноста на државата, така што мислам дека треба да бидеме многу предпазливи
без разлика дали тоа се однесува само на една целна група, особено од верски лидери, би ги нарекол, кои што имаат и важна улога во општеството и во неговото развивање. Ете, тоа беше само дел од разговорот кој што Кочишки го водеше во однос на оваа тема. Секако, како што неколку пати повторуваме, сите оние содржини кои што сте ги испуштиле или пак кои што сакате повторно да ги погледнете, ги има на сајтот на 1tv.mk или на YouTube каналот на телевизијата 1tv.mk. При тоа, уште една тема која што исто така ја разбрани јавноста е откако мајката на 26 годишниот Пинето Секондо се пожали на социјалните мрежи дека нејзиниот син е исчезнат. Во ова студио Анета Кочишки разговараше со Саше Димевски, началникот на СВР Скопје, во однос на тоа какви се сознанијата за 26 годишниот Пинето, меѓутоа и какви се профили на семејства најчесто пријавуваат луѓе исчезнати од своето семејство, па еве парче и од тоа. Постои ли некаков генерален профил за тоа од какви семејства или какви семејства најчесто се соочуваат со вакви? Па, напоменав малце, пред малце ви кажав дека има семејства кои нивниот дисфункционалните семејства имаат дефинираат како нивниот социјален статус не е добар и тие семејства веќе редовно ни пријавуваат такви деца дека им се исчезнуваат, веќе имаме и тоа ни ја зголемува и бројката во Тоа го зголемува бројот на исчезнати лица, да. Она што пред да влеземе ми го прочитавте како податок на годишно ниво, конкретно за Скопје. Конкретно за Скопје. Дека имате од годишно, не знам, 170 таму колку беа пријави за исчезнување, еве сега карикирам, од 170, обично 150 се тие кои што се пријавени како исчезнати, но се ликови кои што после 3-4 дена се враќаат самите во... Но вие сте должни да почнете истрага. Да. И така трошиме и ресурси. Значи, може на кратко да ви објаснам за пријавени исчезнати лица во 2015 купно биле 297, од кои нив се пронајдени 284, што самиот факт говори дека потрагата продолжува само за 13 лица во таа година. И до ден денеска. Пријавени лица во 2016 има 216, пронајдени се 200, исто остануваат 16. 2017 имаме 217, 183 се пронајдени. Оваа година заклучно со 12 пријавени се 193 лица, уствари пронајдени, а 238 пријавени. Ни остануваат уште 45 лица, што не говори дека оваа бројка е бројка, што значи може лица се враќаат, односно нас не ни пријавуваат дека се вратени, што значи ние намалува процентуално. А вие и понатаму ги работиме ги бараме. Што значи тоа дека таа бројка од 40 на кои што ви се еве во моментот како исчезнати, оперативно цело време ги работите? Така е, цело време ги покриваме, односно правиме анкети, се до момент додека не дојдеме до сознание кај се и што се. За да бидеме поконкретни, во потрагата по Пино во моментов, како градска, како СВР Скопје, како единица, нели, за исчезнати лица, што опфаќа истрагата во овој момент кога зборувам како ресурси? Проверка на телекомуникацијски, значи следење на телефонот, ако евентуално можете да го следите ако не е исклучен или не само на неговиот телефон, не само на неговиот телефон. Не зборувам за Пино конкретно во моментов. Што вели истрагата? Што е превземено како елемент? Превземањето за Пино во овој момент, значи во дослух, односно во соработка со обвинителството, ни се дадени наредби за покривање на телекомуникацијскиот систем, тој што го користел, односно телефонот, и други телефони што се во неговото окружување, односно со кој тој комуницирал претходно. Значи тоа го покриваме. Имаме соработка исто така со така наречениот Safe City, што го викаме на градот. Ја бараме, пошто е оддалечен, со возило патничко, и возилото го бараме. И оперативните други врски што ги имаме на терен од луѓе, еве конкретно денеска можам да кажам дека од Сабајле со неговата мајка се слуша некој лице од градов, каде што наводно, пак ќе кажам наводно, не можам да тврдам со гаранција, дека го приметил во делот на Скопје патот према Драчево, каде што се возил во возило. Симптоматично е тоа што неговото возило има две налепници
Едната е со македонско специфични, веќе кажем, едната е со македонско знаме и европско знаме. И истиот се јавил на неговата мајка преку социјална мрежа Facebook и кога мајката побарала дали може ова истото да го каже на полицијата, она ни го даде Сабајле, баш денеска Сабајле телефонот ни го даде и комуницираме и ја водиме истрагата. Значи тоа може да ве наведува дека исчезнатиот е на територијата на градов, може, а и не мора да се надеваме. Се враќаме назад во живо од студиото. Ако 2018 година несомнено беше година каде што политиката беше фокусирана на надворешните односи на Република Македонија, тука се постигна и договорите и со Бугарија и со Грција за надминување на оној дводеценијски спор за името. 2019 би требало да биде година во која што економијата ќе го има оној фокус примарен каде што пред се властите треба да работат. Еве дел од дебатата која што вчера ја водеше Александар Чомовски со своите гости, професорот Ванчо Узунов и бизнисмените, односно менаџерите Горан Рафајловски и Горан Антевски. Мислите дека со ниско ниво на пораст ќе бидеме задоволни ако оствариме 3% до години, дека тоа може да биде одржливиот развој на државата со стапката на задолжување, со стапката на несолвентност на оден начин да ги сервисираме и да ги плаќаме долговите? Сега, најмалку и овие сите одговори да ги спомнам. Ајде. Значи, баба ми викаше, синко, криво седи, право збори. Во смисла, ако не можеш право да седиш, па седиш криво, нема да ти го земе за греф, ама ако не збориш право, ќе ти го земе за греф. Ја не може да согласам со оценката дека министрите сосема ја оспале годината, не затоа што сакам да бидам нивни економските, дека сакам да бидам нивни адвокат. Меѓутоа, бројките покажуваат дека имаме излекување на економијата од кризата. Порасте има и на индустријското производство, не е мал, особено споредено со претходни години. Пораст има и на други дејности услужни. Има пораст на наплата на даноци, има зголемување многу на извозот, има пораст на странските инвестиции, тоа се сигнали дека економијата заживува. Сега, прашањето е дали е тоа доволно. И начинот одговор е никогаш не е доволно. Стапка од 3% нема да не однесе до брзо до таму до кај што сака. Тоа е точно. Никаде нема да однесе. Ама сега прашањето е на изводливоста на повисока стапка за краток период. Се согласувам дека секој бизнис кој треба да се издаче треба да инвестира, истото нешто за државата. Но кога е државата веќе голем дел задолжена и треба да враќа кредити, тоа е лимитирано како обем на инвестиции кои што може да ги направи државата преку буџет или преку некои такви механизми. Она што може да го направи државата е да создаде амбиент во кој што ќе инвестираат приватни инвеститори и во домашни и во кој што ќе дојдат странски инвеститори и така вкупната инвестициона активност ќе се зголеми. И тоа е веќе преземено. Странски инвестиции доаѓаат и се претпоставува дека во иднина уште повеќе ќе доаѓа, бидејќи тоа е идејата на овие политички ангажмани во оваа година. А за домашното стопанство се создадени благопријатни услови, подобри него претходно, за инвестирање и сега треба тоа да продолжи во иднина. Што е суштината на проблемот кој ние го решаваме? Знаете, има повеќе начини и алегорија се постави, но едниот е, ние со години бевме лед во место. Буквално лед во место. Мислевме дека летаме, а фактички стоевме во место. Или, има еден, ако сте видели оние кафези, кај што ние мали као глувчиња, па им стават колце закачено на оска и они трчаат на колцето и трчаат и мислат дека кој знае кај ќе стигнат, а стојат во место. И тоа ние го правиме со нашата економија со години више. Работата е таквиот систем се решава со странично влијание, удар од страна. Тоа за Македонија не може друг да биде, не може другачие да биде, ние немаме друг механизам домашен. Тоа ја оправдува оваа намера и оваа година не потрошена, него искористена година за тие политички проблеми и решавање. Членството во НАТО е првиот сегмент, тоа е безбедноста. Уште е побитен оној дел на почнување на процесите на приклучување кон него.
Да, ги слушнавме оние најважни поенти од вчерашните разговори и сега како што најавивме во студиото имаме нашата колешка Весна Велкова-Тодоровска, која што неуморно известува од законодавниот дом, а бога ми Весна таму секогаш има што да се види и да се слуша и така да. А јавноста најмногу сака изгледа да слуша нешто во собраниските настани околу празниците. Така, и поради тој повод ќе направиме еден краток разговор. Најпрво, она неизбежна информација околу законот за амнестија. Објавен во службен весник, Иванов го потпиша указ. Иванов го потпиша, законот е објавен денеска во службен весник и сега натаму течат оние 5 дена рок, што сите оние заинтересирани што се опфатени во инцидентите, учесници во инцидентите од 27 април, нели што ги исполнуваат условите во законот, треба да се пријават до судовите доколку сакаат да бидат опфатени со овој закон. Оние што не сакаат да бидат опфатени, ќе си ги продолжат своите судски процеси, значи дадена и таква можност со законот за амнестија. Добро, но меѓу другото денеска од она што и ти не информираше се состана и телото така, бурен собраниски ден, од сабаве се состана телото за реформи, ова тело усогласи, односно треба да усогласи околу 35 закони, сите оние реформски закони за судовите, за корупцијата, за агенцијата за разузнавање. Беше ли нешто конкретно договорено? Денеска во моментот во 14 часот треба да започне повторно со заседавање ова тело и најверојатно ќе испадне можеби нешто конкретно, но сепак за кои закони станува збор да слушнеме од претседателот на ова тело Реджа Исмаили. Закон за судовите, закон за судскиот совет, закон за совет на јавни обвинители, закон за јавно обвинителство, управните спорови, закон за кривична поставка, закон за кривичниот законник, бесплатна правна помош, закон за спречување на корупција и судир на интереси, закон за изменување и дополнување законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, закон за извршување на санкции, закон за прекршоци, закон за специјално јавно обвинителство, агенција за внатрешно разузнавање, закон за координација на безбедносно разузнавачката заедница во Република Македонија, закон за внатрешни работи, законот за следење на комуникации, законот за странците, законот за буџетите и, како што ви реков, закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е во процедура. Значи, покрај тие 20 закони, уште 15, вкупно се наброи негде 35 закони, што треба да се хармонизираат со аки комунитари од Европска Унија. Да, слушнавме и од Исмаили, многу закони наброени. Не ги пуштивме сите, има тука уште 15 закони кои треба да бидат усогласени со оние европски закони, кои што се бара за да започнат предпристапните преговори со Европската Унија. Но Весна, исто така оно што е интересно дека во игра е законот за специјалното јавно обвинителство, исто телото за реформи, чи нам треба да одлучува. Така, 3 предлози беа денеска на масата. Пред нив, значи, првиот предлог е СЈО да стане посебно обвинителство во рамките на обвинителството на Република Македонија. Второ, СЈО самото побара да продолжи со неограничен мандат и третиот предлог е коалицијата од независната ВМРО ДПМН СЈО да стане дел од обвинителството за организиран криминал, но интересно е што и денеска повторно пратениците од првиот пат бара во 2005 закон за пратеници, сега повторно во игра е закон за пратеници со кој бараат неофицијално, него ова е само усно пренесено од независната пратеничка група, бараат закон за пратеници со кој ќе можат да бидат вработувани како државни службеници. Значи, треба да имаат стаж од 2 години за да го исполнат овој закон, но тоа е се уште усно кажано, треба да биде изготвен закон за пратеници кои ќе треба да им бидат презентирани. Да, интересен е и овој момент, секако ти имаш и ексклузивни информации во понатамошниот период ќе не информираш во овој однос од законодавниот дом, но исто така пред крај важно да не го заборавиме. Во собранието, бидејќи споменавме богат собраниски ден, исполнет со многу настани, денеска во законодавниот дом и законот за медиуми. Да, законот за медиуми денеска е на Комисијата за транспорт и врски. Се очекува тој да биде донесен наскоро.
и за него да гласа и ВМРО ДПМН. Беше блокирана речиси 1 година во собранието, без гласовите на ВМРО овој закон не може да помине, како и сите овие реформски закони што ги набројавме. Пред тоа треба двотретинско мнозинство, 80 гласови. Така да самото тело за помирување, за реформи, односно, денеска кажа дека очекуваат ВМРО ДПМН да гласа исто како што гласало и за законот за амнистија. Во ред, останува да видиме дали ќе има изненадување. Од наредната недела почнува целата оваа процедура, така да се чека бурна недела наредна, има пратенички прашања, па тоа обраќање на председателот Иванов, па ќе видиме како ќе се стигне за до крајот на јануари овие закони да бидат донесени во собранието. Да, и потоа да интервенираме повторно. Така, да. Во ред, мислам дека доволно, иако кратко, сепак исцрпно ги информиравме гледачите што се досега се случуваше во законодавниот дом. Имаше многу содржини и полека треба веќе да го заокружиме овој блок од отвореното студио 1. Така што, Чаловски, имаш нешто да додадеш или? Времето не гази, 14:25, овде некаде го затвараме овој дел, но се враќаме околу 15:20 секако. Во годината зад нас бевме освежување во македонскиот етер. Во онаа што предстои, уште посилно ќе се бориме за вистината. Ако 2018 беше бурна година, во 2019 ви посакуваме сплотеност и просперитет. А тимот на Студио